Кислородот, рековме, тој има круцијална улога, со него настанува таа хемиска реакција на согорување на шеќерите во мускулите, за да се ослободи таа енергија. Што се случило со кислородот? Во анксиозна состојба, телото го менува начинот на дишење, организмот почнува да применува друга форма, секундарна, и тоа е анксиозна форма на дишење, тоа е торакалното дишење. Торакално значи со торсото. Тоа значи дека горниот дел од телото, односно градите, прават експензија и со тој начин на дишење најбрзо вбризгуваме кислород во крвта. Ако сакаме да приметиме кога сме поминале од релаксирачко диафрагмално дишење, кое што е нормалното дишење, во торакално дишење, ги ставаме двете раце, едната рака на стомакот, другата рака на градите и дишаме нормално. Ако таја рака на градите се подигнува многу, а таја на стомакот стои мирна, тогаш значи дека дишеме торакално. Тоа значи торсото прави преголема експанзија, премногу иде нагоре-надоле, а стомакот е мирен. Диафрагмалното дишење треба да биде, раката на стомакот треба да иде нагоре-надоле, а раката на градите треба да е смирена и треба многу мала промена во движење да направи. Многу мала. Тоа е релаксирачко дишење, односно диафрагмално, а торакалното, диафрагмално, торакалното дишење тоа со торсото. Значи, тоа ни е прв индикатор дека дишењето ни е анксиозно. Целта на нервниот систем е да не натера да се чувствуваме, да се уплашиме, да се чувствуваме дека немаме доволно кислород во нас и дека ќе се угушиме. Првото чувство на еден паничен напад на една интензивна анксиозна состојба е недостаток на кислород. Прво нешто што осеќаме е дека ќе се угушиме. Што ни прави тоа чувство? Не мотивира и не стимулира да дишаме порапидно, да дишаме повеќе. Тоа значи дишаме панично. Во тој момент, ако измериме оксидација на крв, веројатно имаме крв односно кислород во крвта како за тројца. Меѓутоа, чувството не е такво. Чувството е дека ќе се угушиме и дека многу брзо ќе останеме без кислород, а тој страв истовремено не мотивира да дишеме многу порапидно.